интересно. Како и да во текот на преселбата, тоест додека се спремавме низ сето тоа, за читање од Библијата баш ми се падна делот за израелските патриарси, за Авраам, за Исак, за Јаков, и читам од таму како Бог го повикува Авраам да излезе од својот дом, од домот на таткото, да оди. Авраам после оди и е номад, значи тој никогаш не живее после во домот, тој живее во шатори. И сигам, Господи, што сакаш да ми кажеш со оваа приказна билка, ќе се преселам кај да не завршам само во шатор. А ја ќе поминам во некој семејството тешко. Како што одеше приказната, може да читам за славните приказни за Авраам, големите победи кои тој ги има извојувано, големите разговори кои ги има со самиот Бог. Авраам има разговарано со самиот Бог, тоест не разговарано. Авраам има преговарано со Бог. Кога требаше да се уништи Содом и Гомор, Авраам се пазари со Бог. Бог го става у ќош и Бог дозволува. Тоа е интересно за нашиот Бог, дека тој дозволува да се бориме со него. Всушност името Израел значи оној кој се бори со Бог. Целиот идентитет на Израел е во тоа дека тој Израел, човекот се бори со Бог. Таков е односот, жив однос е тоа. Тоа не е статичен однос. Богот во кој ние веруваме не е абстрактен Бог од грчката митологија кој е таму некаде, кој е стоички Бог, кој не се менува. Во таа некоја смисла на зборот не може ништо, не можеш да го допреш, не можеш да влијаеш на него, не можеш да имаш однос на него. Нашиот Бог не е таков. Нашиот Бог не се менува. Но тоа не се однесува на тоа дека не се менува во некоја абстрактна смисла на зборот. Всушност Бог стана човек. Од тука да почнеме. Бог не повикува да имаме еден таков однос. И таков беше односот кој го гледав, кој Бог го имаше со Авраам. Едноставно се бори со Господа. Ги гледавме, ги читав големите победи на Авраам, но и големите падови на Авраам. Авраам имаше неверојатни падови, некои грешки кои го загорчаа животот до крај. Читам и за Исак, неговиот син, нели? И за неговиот бурен живот, и за сите превари кои ги доживеал преку неговите синови, Есав и Јаков. Од една страна Есав, него Есав и 2%, буквално репутацијата му ја уништува, а Јаков, од друга страна, он е мирниот демек, тој па го лаже. Превара на превара на превара, што да ви кажам, мрзлив. И доаѓам до Јаков, третиот патриарх. Една од библиските личности во кој може многу да се забележи преобразбата во животот на човекот. Тој мисли дека е првиот човек во Библијата, каде што се следи неговиот живот и каква преобразба доживува затоа што е со Бог. Тој доживува преобразба. Од Јаков, кој беше преварант, мрзливец, кој беше ескиватор тежок, само да не работи. Знаете, има такви луѓе, само да не работи. Од таков човек Јаков станува силен работник, човек со интегритет. Од човек кој мислеше само за себе, стана човек кој се грижеше за семејство од 70 души. За таков човек стана збор. Некои од вас имате повеќе од 2 деца од нас. Тоа е супер, ама Јаков имаше многу. Јаков имаше многу. Неговиот дом беше 70 и кусур луѓе. Но се грижеше за сите нив. И тука некаде дојдов до ликот од кој беше инспирирана денешната порака. А тоа беше пораката од ликот на Јосиф. Што може да се каже за Јосиф? Јосиф не бил син единец, нели? Единец, ама бил третиран така. како да е сам дома. Како да нема други деца. Бил третиран со најубавата облека. И всушност тоа му додава на проблемите во животот. Има посебна облека, специјално направена од татко му, кој им бодала очина за сите други негови браќа. Едноставно не може да го гледаат веќе. Бил тоа што ние го викаме во Скопје издајца крстајца. Значи, ги види нешто браќа да прават некоја белја, он трча на татко му да каже: кој ги сака тие луѓе, ве мола. Значи, таков издајца, значи не го сакаш од друштво. Тоест, нека седи тука, ама забавата почне од кога ќе си оди. Тоа е тоа. Ќе го трпиме. Отплика тако бил Јосиф. Значи ќе ви браќата што прават, трча назад да каже на татко му и нормално овие се проблеми и затоа не го сакат уопште. Ај што не работи како другите, значи не работи. Сите на работа, он дома со новата облека си седи, со убавата облека. Па има и соништа, сонува.
Верувам дека сонувал затоа што може многу да спие. Другите немале соништа затоа што да спиеле толку. И тие соништа тој гласно си ги споделувал со другите, без око да му трепне. Појма нема како тоа ќе влијае на другите околу него. И сонот гласи вака, демек он работел со браќата, демек работел и сите собирале пшеница во снопови, ама сноповите на сите негови браќа се поклониле на неговиот сноп. Можам само да замислам како слушале приказната браќата кои всушност работеле. Му каже, ти не знаеш што е сноп бе, ти сноп ќе правиш тука. Што се замесуваш? Сноп еден. Во друг сон, сонува како 11 звезди, па дури и сонцето и месечината му се поклонили. И тој тоа си го разгласувал на цел глас. Што индицирало дека не само браќата, дека туку и татко му и мајка му на него ќе му се поклонат еден ден. И тука веќе и таткото изрекал, сине шо е ова, мислам, нема глупости да трескаш, мислам, на што личи тоа. Браќата него имали и надимак за него. Во една прилика кога Јосиф отишол да ги види браќата, Јаков го праќа, оди види што прават браќата, таму види дали се окей, дали се окей. И овој оди нека браќите ти го гледат од далеко и видите што пишува за него. Вика во Битие 37, 18, 19 вели ти го здогледа од далеко, браќата го здогледа од далеко, пред да им се приближи, почна се да се договараат за да го убијат. Си рекоа еден на друг, ене го стигнува сонувачот. Имале и надимак за него. Сонувачот, еве го доаѓа. Што ќе правиме со него, имале план. Во денешно време Јосиф би го нарекле можеби заспаната убавица. Отприлика така би дале некој надимак за него. Го фаќаат, сакаат да го убијат, но Рубен најстариот ги спречува во таа намера затоа што едноставно знае кои се последиците од таквата постапка. И тие наместо тоа го продаваат како роб во Египет. И така животот на Јосиф од комфорен живот кој тој си го живеел станува пекол, буквално пекол. Од онаа позиција која тој ја имал во неговиот дом, како умилен, како најзгрижен, како нај, тој е совлечен од својата убава облека и гол е продаден како роб во Египет. Од најпочитуван станува најпрезрен. Од најважен станува никој и ништо. Станува роб и почнува да работи и да им служи на сите. Дали може би во животот некој од вас се сеќава на една таква сезона во вашиот живот? Сте имале убаво време, убава сезона во животот и одеднаш нешто се случува као пресечено со нож. Едноставно запаѓате у некоја животна бура, у некој животен бран. Се чини дека се е како што треба, имате комфорт, но одеднаш животот ја менува насоката и некако не можете да земете ни здив од бранот кој доаѓа врз вас. Ако сте биле на море, ако сте искусили големи бранови, се сеќавам еднаш као тинејџер, а морето, бевме во лептокарија на море, и знам дека имаше големи бранови. И нормално, тинејџер, се силиме, ќе одам сега да видам какво е за тие големи бранови, нема мене да ме носите, може да ги одлесат, мене не. И одам таму, и кога западна во тие бранови, таму едва излегов. Се бориш за да земеш воздух. Буквално здив не можеш да земеш. И понекогаш животот таков бран не преплавува. Не можеш да земеш здив. Може би некоја работа за која сте имале поеднакви очекувања, едноставно се испаѓа дека не е баш така како се чинела. Може би се деца во животот. Младите родители тоа многу ги погодува. Обично младите родители запаѓаат во таков шок кој трае со години. До пред 5 минути се грижал само за себе, а сега дома доаѓа дете кое е комплетно зависно од тебе. Комплетно не е устилот, добро, се треба да го слушам и емотивно да го поддржам. Не, детево нема да јаде ако не му даеш, нема да пие вода ако не му даеш, нема да оди у веце, тоест ќе оди у веце и така натаму. Да немам во детали. Има човечко битие кој е тотално зависно од тебе во секој аспект од животот. И тоа многу тешко паѓа на млади родители, едноставно е тешко. Може би некој од вас се соочува со преплавувачки бран во друштвото во кое се наоѓате.
До пред некое време ружи цветале во тоа друштво, абе неразделни, поблиски од се место. Прекрасно време. Прекрасни пријателства, прекрасни спомени, се убаво, се тече убаво. Било забавно. Смислиле дека тие луѓе се повеќе од фамилија за вас. Но одеднаш атмосферата се менува. И некако не можете да земете здив од брановите кои доаѓаат еден по друг врз вас. Не можете да издишите. Може би ситуација во фамилијата. Сега се молевме за неколку луѓе. Во фамилијата наставно доаѓаат такви бранови од никаде. Таквите животни бранови може да дојдат ненадејно и да бидат многу страшни. Такви бранови може да разнишат и вашата вера до корен. И да не знаеш како да ги процесираш нештата кои ти се случуваат. Едноставно верата во која ти си стоел цврсто, верата во која си верувал, Бог бил карпата на која ти стоиш. Ама веќе ги преиспитуваш сите тие основи. Сигаш чекай малце. Што се случува во мојот живот? Каква е таа карпа на која стојам? На што го градам јас мојот живот? Јосиф искусил нешто слично во животот. Од умилен во домот во кој живеел, станува со најнизок статус во домот кој е продаден. Од најшарената облека која му дава почест во неговиот дом, тој станува гол роб кој служи. Тоа е место на кое немаш ни време да мислиш за себе. Тоа е место каде што кога ти си роб, ти немаш, всушност најтешката работа за робот е што тие немаат волја. Волјата им одземена. Значи тие, нивната волја е волјата на Господарот. Точка. Ти немаат волја. Тој доаѓа од безделничење, од уживанција, да си прави што сака, во ситуација во која нема ни волја. Не е само работата. Работата ќе издржи. Нема волја да одлучи што да прави со себе. Немаш време. Некако се обидуваш да фатиш баланс во животот, ама имаш чувство дека стабилноста ја нема. Барем не она стабилност која сакаш да ја имаш во животот. Чувството е како стално да возиш точак како почетник. Сте возеле? Ако се сеќавате на точак како се учите на почеток. Едноставно вртиш со нозете, но нестабилно е. Немаш баланс. Тоа го правиш со надеж дека ќе дојде момент кога балансот ќе го фатиш и ќе можеш да возиш точак како што треба. Замислете постојано да возите како да во секоја секунда ќе паднете. Демек си фатил рамнотежа, ама постојано се тетеравиш лево-десно и постојано си во опасност да паднеш. Тоа е местото на кое обично Бог тој сака да не превземе на тоа место и да не води. Мене обично на такви места во животот Бог ми кажува што јас можам да постигнам. На тоа место Бог ќе ме остави да се тетеравам лево-десно со точакот, да се обидам да фатам баланс и Бог ќе ме остави. Понекогаш ќе ме остави да паднам од точакот. И ќе ме остави да видам до кај можам јас да стигнам. Обично го кажам тој пример од еден мој пријател од Тузла. Вика, тој неговата сведоштво е следно. Вика, за време на војната во Босна, во целиот тој хаос што се случува таму, вика, пукаш, не знаеш на кој пукаш, се криеш, јадеш трева пошто нема ништо, ништо нема. Ужасна ситуација. И вели, еднаш животот станува толку тежок, го зимам жилетот во рака, спремен да ги пресечам вените, и вика, тука Господ ме среќава. И вика, кога мене ќе ме прашува што сум постигнал во животот, јас викам вака. Моето најголемо достигнување во животот е јас со жилетот во рака, спремен да се самоубијам. Од тогаш до денес тоа е Господ. Ја ништо не сум направил. Отприлика Бог понекогаш не остава да видиме ние да сватиме до кај можеме ние да одиме со наша сила. Тој не чува колку што може во тој период. Но не остава да видиме до кај можеме ние да стигнеме. Понекогаш доаѓаме со тој мајндсет. Не тргнувам и продолжувам со Бог, пошто сакам Бог да го вклучам тогаш кога ќе бидам окей. Па Бог честопати ме остава сам да видам до кога јас ќе бидам окей. Како еден мој професор по руски викаше на свети никогаш, отприлика тогаш. Во голема опасност сме да станеме песимисти во животот
Или да тргнеме во животен стил на самодоволност. Песимисти по прашање на тоа дека животот може да биде многу подобар. Песимисти по прашање дека луѓето со Бог во просек имаат далеку поквалитетен живот од оние без Бог. Песимисти сме дека сите тие изјави не се ни точни. Песимисти сме остило не веруваме дека животот со Бог може да биде кој знае колку подобар. Не гледаме некоја разлика. Со Бог, без Бог, исти се проблемите, исти животот, иста е маката, се е исто. Престануваме да гледаме разликата за животот со Бог и за животот без Бог. Јас само ќе кажам колку трагично е тоа нешто. Колку голема трагедија е тоа. Да животот со Бог и да животот без Бог нема никаква разлика. Ние сме утнале на големо. На големо сме утнале. Ако завршиш на тоа место, го гледаш животот со Бог, животот без Бог, викаш, па нема некоја разлика. Тоаш нешто на вистина не чини. Или Евангелието нема апсолутно никаква сила, нема никаква сила, или ние нешто сме утнале. Колку трагичен ден за мене ќе биде денот кога животот на христијаните и нехристијаните нема воопшто да се разликува. Голема трагедија. Можеме да продолжиме во животот и во живот на самодоволност. Едната опција е некој песимизам и за црква и за се доаѓаш тука навика и така натаму, социјален круг на пријатели и така натаму, ама имаш песимизам за се што слушаш, едноставно нема сила. А другиот правец е некаков живот на самодоволност. Вниманието свртено кон себе и оправдување за себе и за таков каков што е животот. Стануваме лажно скромни. Гледајќи го светот и нас, завршуваме со таа лажно скромна изјава. Јас ќе ви кажам вака. Христијаните може да бидат многу лажно скромни. Многу. Слушате изјавата и мислам дека сте ја слушнале и сте ја кажале. И јас сум ја кажал. Еве е изјавата. И јас не сум ништо подобар од сите други, туку сум само оправдан грешник. Сте го кажале тоа? Јас сум само оправдан грешник. И тоа го изјавуваме, знаете ли зашто? Да покажеме дека ние не сме Исус, да не имаат луѓето очекување од нас дека ние сме Бог. Тоа не е можно. Само знаете ли што? Оправдан грешник, тоа е точно. Тоа е точно. Но од оправдан грешник до светоста на Исус има огромно поле за раст. Оправдан грешник е првиот чекор. Тоа е првиот чекор. Јас сум оправдан грешник и тоа никош нема да се промени. Но повикот да растеме во светост, како што вели Далас Уилард, ќе каже помеѓу оправдан грешник и до Христовата светост, тоа е нашиот простор за растеж. Тоа е всушност релативно големо поле за раст. Ние не сме повикани само да бидеме оправдани грешници. Ние сме повикани да бидеме свети, како што е свет нашиот небесен татко. Тоа е повикот на црквата. Кога ќе се најдеме на тоа место и тогаш кога ќе се прашуваме како да продолжиме понатаму, тогаш Бог превзема ситуација. За нешто ново Бог да изгради во нашиот живот, понекогаш први треба да струши се до темата. И тоа ми се случувало неколку пати во животот. Ќе го предизвикам Господ за следниот чекор, да ме воведе, да ме повика, да ме носи, да ме изгради и така натаму. Без да направам таа математика во мене дека за пред Господ да гради нешто во мене, први треба да ги струши темелите кои јас сум ги поставил. Не според мои услови, не според мој нацрт на планови, туку ако сакам да растам, треба Господ да стави негов нацрт на планови во мојот живот, за да може да има добри темели за тоа што ќе расте. Може би како и Јосиф. Се извинувам. Може би како и на Јосиф, Бог ви зборувал нешто за вас. Бог ви открил нешто за вас. Може би како и на Јосиф, Бог ви дал дури соништа и визии за вашиот живот. Знаете, тоа што Јосиф го сонуваше, тоа се случи.
Ама не на начинот на кој Јосиф ги постави работиве. Тој имаше своје очекување, тој имаше младешки замисли како се тоа ќе се деси. Не му помагаше многу таа шарената облека. Му се чинеше дека се оди како што треба. Ствари, не само 11 снопа, туку 11 звезди и сонците и месечината ќе му се поклонат кај да е. Живот лесен, шарена облека, посебен статус. На него некако природно му стоеше дека можеби тоа ќе се деси кај да е. Затоа слободно си го збореше тоа. На крај крајот, тоа е Божјата волја, нели? Но можеби како и за Јосиф, за тие соништа и визии да се остварат, ќе треба Бог да ве доведе на вистинското место, а понекогаш тоа значи и Египет, каде Бог ќе струши се до темел и ќе почне да гради одново. Но овој пат на вистински начин. Која е Божјата цел? Дали некојаш сме се запрашале и знам дека често пати го одговараме и тоа прашање, која е Божјата цел за човекот? Кој е повикот кој Господ го има за секој еден од нас поединечно? Божјата цел за човекот може да се сведе на неколку работи и во повеќе аспекти да се каже. Но за денеска јас сакам да погледнеме таа Божја цел за човекот од еден друг аспект. Божјата цел за човекот е љубовта во правилната поставеност. Единствено љубовта на христијанинот во правилната поставеност ќе биде привлечна за погледите од страна. Животот во вистинска љубов, пребивање во Божјата љубов, е Божјиот повик за секој еден од нас. Како да дојдеме до тоа? Единствено љубовта во својата замислена положба од Бог ќе ја оспособи црквата, мене и тебе, да бидеме мисијски погодна за задачата во која Бог ме повикува. Дитрих Бонховер ќе каже, твојот живот како христијанин, твојот живот како христијанин би требало да потекне сомнеш во животот на неверниците за нивната невера во Бог. Кога ќе го погледнат твојот живот, тие што не веруваат Бог треба да се сомневаат во нивната невера во Бог. Да кажа што не чини со мене? Што ова што јас го гледам? А каква е црквата сега? Поточно каква е нашата локална црква сега? Што гледат луѓето кога ќе погледнат на нас? Кога го прашале Исус кој е најголемата заповед не се мисли само за некој закон кој мора да се исполни онака субо парен, како кај нас да кажеме, мора да ставиш каеш пошто полиција ќе те казни. Ти не веруваш дека, не знам, може веруваш дека каешот ќе те спаси, дај Боже да веруваш, окей? Ама ставаш каеш за полиција да не те види и ово оно. Не таков закон. Кога го прашале Исус кој е најголемата заповед, во еврејски контекст значи која е целта на животот? Која е целата поента зошто го живееме животот? Зошто човекот постои? Кога го прашале Исус тоа прашање, Исус кажа вака, Марко 12:30-31 вели вака, затоа љуби го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, и со сета своја душа, и со сето свој разум, и со сета своја сила. Ова е најважната заповед. А втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. Друга заповед, поголема од овие, нема. Да го поставам прашањето на еден современ начин. Доколку барате совршен баланс во животот и го прашате Исус, ова би бил неговиот одговор. Ако го прашате Исус, како да го избалансирам животот најдобро за да можам најдобро да живеам? Совршениот баланс за животот. Ова би бил одговорот на Исус. Доколку сте во мисија да ја најдете формулата за успешен живот, сакате животот да ви биде успешен. Сега моментално тие прашања доминираат на интернет. Успех во животот, не знам како живот, живот со цел и така натаму. Ако го прашате Исус, која е дефиницијата, формулата за успешен живот? Еве, 5 чекори до успешен живот. Исус ќе ви ги каже токму овие зборови. Љуби го Господ твојот Бог со сето свое срце, душа и тело и сила и разум и љуби го ближниот како самиот себе. Како и во сите други работи на нас, не се верува дека тоа нешто ќе реши многу работи. Некако, како да ви кажам, не знам како да го објаснам тоа дори. Понекогаш као црква изјавуваме некои работи кои на вистина не ги веруваме внатре. Ќе го кажеме тоа. Ќе го кажеме тоа дури како наше
уверение, верување. Но вистински не се подпираме на тоа верување. Едноставно имаме резерва за тоа што го изјавуваме. Не ни се верува дека Христовите зборови, иако се точни вистините, ние не веруваме дека Исус лажа. Не кажуваме дека ја кажал вистината. Но се сомневаме дека всушност се прво возможни за живење, но дури да се возможни за живење, имаме некаква задршка да веруваме дека можеби ќе направат толкава разлика како што Исус кажува. Едноставно, малку имаме сомнеж во таа работа. Слушав за една статистика за браковите. Едно истражување покажало дека браковите во кои мажот и жената заедно се молат или поминуваат заедничко време во молитва, кај тие бракови процентот на развод е 1%. 1%. И тој што го споделува таа статистика вика, по секоја логика, ова би требало да биде национална програма за успешен брак. По секоја логика. Ова треба да е национална програма за успешен брак. Стратегија. Но едноставно, не ни се верува дека тоа е возможно. Или дека толку е едноставно решението. Тоа не ни се верува. И си го продолжуваме животот понатаму. Има исто што да каже за љубовта, која е толку суштински елемент за нашиот однос со Создател, но и за нашиот однос со човекот. Исус има предупредувачки зборови за состојбата која не очекува. Во една од неговите беседи за времето кое доправа доаѓа, знаете, Исус зборува за неговото време, но понекогаш ќе застане и зборува за времето кое доправа доаѓа. Тој ќе каже во Матеј 24:12: а бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади. Љубовта ќе олади. Тоа е страшна состојба. Во последните дни љубовта ќе олади. Што значат тие зборови за Исус, од Исус? Треба да знаеме дека тој не проповеда на толпа која не е присутна. Исус не проповеда на луѓе кои не го слушаат. Ти велам, Кирко, сети се снал. Исус не зборува така. Исус проповеда на оние кои дошле да го слушаат. Тој не проповеда за лошите римјани, за евреите се почувствуваат побоа. Тој проповеда на верните евреи и на неговите следбеници. Тој во друг контекст ќе каже, кога ќе се вратам повторно, дали ќе најдам вера. За мене некои од тие изјави ми звуча претерано. Ќе ви кажам у кој контекст. Искрено како тинејџер си мислев дека кога Исус ги кажува тие зборови, тие работи, тој во тој момент е многу изфрустриран. Знаете, со толпата е, никој не верува во него, го предизвикуваат, нешто стално некои сопки му прават. И Исус во афект кажува некои работи. Јас така го доживав тоа, дека понекогаш Исус претерува, не затоа што он тоа го мисли, туку затоа што во афект ги кажува, у нервоза ги кажува тие работи. Ама не е тоа до толку, нели? Например, како изјавата, дали ќе најдам вера кога ќе се вратам. Па тоа кој е вистина, тоа е страшна изјава. Така ли? И сега се прашувам, што ако тоа стварно е вистина? Што ако стварно тоа е вистина? Тоа не е кажано афект. Исус таков ли, а у афект да каже нешто, онака, од ракав да издаде нешто. Јас во многу голем дел од тие екстремни изјави на Исус, кои ги кажа, мисля да го кажа тоа затоа што во моментов му дошло преку глава. И тоа ќе олади љубовта. Мисля дека и тоа го кажа затоа што во моментов изнервиран. Никој не верува во него, чуда прави, па дури неговото семејство мисли дека е луд, буквално. Неговото семејство мисли дека Исус е ненормален. И сите ја викаат, одете преберете го човекот. Не е здрав. Страсти на високо ниво, тоа е тоа, кажа некој работи во афект. Апостол Павле понекогаш во неговите проповеди и посланија до црквите некој од и своите зборови и ги толкува на појасен начин. Ги проширува малку тие зборови кои Исус сака да ни каже. И сакам да го прочитам 2 Тимотеј, 3 глава, 1 до 5 стих. Апостол Павле пред да почине го пишува тоа на неговиот ученик Тимотеј. Второто послание до неговиот верен млад ученик. Вели вака:
Но ова знај го, во последните денови, пак во последните денови, ќе настанат тешки времења. Што значи тоа, тешки времења? Зашто луѓето ќе станат себељубиви, сребролюбиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници, непомирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, недобролюбци, предавници, пребрзи, надуени, повеќе сластолюбиви отколку боголюбиви, на изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле. Од нив бегај. Бегај од тие. Понекогаш, кој ќе ве прашам, понекогаш и јас така мислам, што е спротивно на љубовта? Онека диаметрално спротивно. Равнодушност. Некој ќе каже омраза, равнодушност. Но во оваа дефиниција, вистинската дефиниција која произлегува од Бог за љубовта, која во целост го дефинира нашиот живот, во сите аспекти од нашето послање, во контекст на Бог и на секој друг жив човек на земјата, спротивно од љубовта, според Библијата, не е омразата, па не е дури ни равнодушноста, туку е оладената љубов. Поточно, тоа всушност е љубовта која е свртена кон себе. Спротивно на љубовта е себељубието. Себељубие. Тоа е спротивно на љубовта. Не е ни омразата. Себељубието е. Оладената љубов за која зборува Исус не значи омраза. Туку значи љубов која е свртена само кон себе. Една од најважните карактеристики на љубовта е дека таа, всушност, за да постои, мора да се даде. Постоењето на другиот или другата личност до тебе, просторот во твојот живот во кој пребиваат другите, е суштински за љубовта воопшто и да постои. Само во односот помеѓу две личности, љубовта може да постои. Љубовта подразбира во својата основна форма само жртва. Не само задоволство, само жртва. Ѓаволот успел да ја смени самата дефиниција на љубов за нашата генерација. Љубовта во контекстот на нашата генерација пред се значи љубов свртена према себе. Љуби се себе си. Love yourself. Ова е пораката на генерацијата која живее денес. Сакај се себе си. Љуби се себе си. Љубовта свртена кон себе мислиме дека е решението за сите наши проблеми. Знаете, кога ќе се соочиме со животот, кога ќе се соочиме со тешките моменти, кога ќе се соочиме со нападите, кога ќе се соочиме со презирот, кога ќе се соочиме со земање здраво за готово, што и да е, со што и да се соочува модерниот човек. Мислиме дека како еден рефлекс и заштита на нашите срца е љубовта свртена кон внатре. Љубовта свртена кон себе како заштита. Преку глава ни станува од се и од сите други. Преку глава тие да те газат. Преку глава тие да те користат. Преку глава тие да бидеш земен здраво за готово. И си викаш доста е. Ке си мислам јас на мене, пошто ако јас не си секирам за себе, никој друг нема да се секира за мене. И тука почнува се. Сребролюбието, ако гледаме стихот, ако може да се врати стихот, себељубието ќе не доведе до сребролюбие. Ќе станеме самофалци. Ќе станеме горделиви. Непокорни кон родителите или кон авторитетите кои Бог ги донел во нашиот живот. Jednostavно ќе станеме своји глави. И јас знам, јас сум свој на своето и јас ќе си правам што сакам. Ќе станеме огорчени, многу огорчени и неблагодарни личности. Има такви многу околу нас. Љубовта свртена кон себе најчесто ќе не присили да имаме еден стандард за себе, а друг за сите други. И тоа ќе не доведе до тоа да бидеме неправедни. А неправедноста ќе не доведе да бидеме безбожници. Ќе си кажете, добро, како? Безбожници. Може би ќе си кажете како тоа? Па така лесно. Кога ќе се впуштиме во животот во неправедност, тоест една праведност за мене, ама друга за другите, ние изјавуваме не Бог, ние изјавуваме дека не Бог, туку јас сум стандардот за праведност. Со други зборови, во животот на Бог, кој те врти тебе. Јас имам мој стандард, што е добро, што е зло, што е праведно, што е неправедно, и тоа зависи од мене. Јас имам една мерка за мене, една за сите други.
и не ме интересира. Таквиот живот ќе создаде куп конфликти, па ќе станеме непомирливи со другите, ќе држиме сметка за зло. А тоа ќе го поддржаме со оговарање и клеветење, затоа што ќе мораме да го одржиме нашиот имидж чист. А како тоа се прави? Па најлесно преку оговарање. Збори за другите, освен за себе и ти остануваш чист. Животот ќе ни стане хаос, па ќе немаме сила за самоконтрола. Кога животот е хаос, едноставно самоконтролата излегува низ прозор. Немаме веќе сила за тоа да се бавтаме со такви работи. И нема да постои личност што ќе не скроти затоа што ќе немаме енергија за такви работи. Животот во хаос и во самозадоволство тотално ќе не испразни од било каква можност за правење добро. Кој има енергија за таква работа? Кога ти си во хаос, кога ти се браниш од сите страни, ти сега ќе мислиш добро да правиш на некој, па ти гледаш се заштити сам себе. Ти гледаш целата енергија да насочиш да го изградиш твојот имидж, твојот идентитет. Ќе се затвориме во нашиот магичен круг, каде само нашиот поглед ќе има смисла, па ќе се надуеме, ќе станеме надуени. Како испушен вентил од таквиот оптеретен живот ќе удриме на страстите. За Бог нема ни да остане време. Бог ќе биде во недела со бајле и тоа ако има време. Целата енергија ќе ја користиме за одржување имидж на побожност. И тоа имиджот на побожност бара многу енергија, посебно ако тоа не излегува од внатре од вас. Туку тоа се китиме со побожни фарси и облека, тоа бара многу енергија. Но кога го одржуваме тој имидж на побожност, нашиот живот нема да има никаква сила од Бог. Спротивно од љуби го Бог и ближниот не е омразата, туку себељубието, од кое тргнува сиот овој животен стил. Ова тука, сегаш ова не сум јас, таман работа. Почни тука, да видиш как ќе завршиш. Почни тука, да видиме как ќе завршиш. Во последните денови ќе олади љубовта. Тоа не значи дека ќе завладее очигледна омраза и сите ќе се гледаме преку нишот. Туку како и со сите други греови, љубовта во погрешен контекст и во погрешна насога има спротивниот ефект. Љубовта свртана кон себе е всушност противно од она за што всушност љубовта постои како категорија. Најголем дел од проблемите во животот ги имаме затоа што погледот постојано е свртен кон себе. Сврти го погледот кон Бог и ближниот и голем дел од проблемите исчезнуваат. Верувајте ми. Сврти го погледот кон Бог и кон ближниот и голем дел, не сите, но голем дел од проблемите исчезнуваат. Да се вратиме на нашиот јунак Јосиф. Проблемите во животот му дојдоа кога погледот му беше свртен целосно кон себе. Моите соништа, мојата облека, мојот статус, мојот комфор. Тука дојдоа проблемите. Тоаш кога погледот го сврте кон Бог, не значи дека преку ноќ ружи почна да му цветат, не. Тој помина низ пекол. Но тогаш, кога дојде големиот тест, тоа беше средбата со неговите браќа, после години, неговиот поглед беше на вистинското место повторно. Не беше кон себе, кон неговата мизерија, кон нападот кон него, кон земе здраво за готово, кон пеколот што го помина, туку неговиот поглед беше кон Бог. И преку таа перспектива, неговата љубов без задршка течеше кон неговите браќа. И во буквална смисла на зборот, го промени светот. Сакаме да ја промениме Македонија. Треба да го свртиш погледот од себе. Тука е почеток. Се прашувам, што ќе се случеше ако филозофијата на животот на Јосиф беше како повеќето што имаме денес? Што ако Јосиф, наместо да гледаше кон Бог, гледаше кон себе? Како ќе реагираше кога ќе дојдат браќата? Леле мој мајко, неќам ни да замислам.
како апсолутен владател во тој регион, фараонот му кажа: можеш све да правиш, само престолот да остане обој. Ама ти можеш све да, ама се да правиш. Как ќе постапеше Јосиф ако неговиот поглед не беше свртен кон Бог? Што ако Јосиф продолжеше со себељубие? Што ќе се случеше кога ќе ги сретнеше браќата во една таква позиција? Анализирај го својот живот. Не мора да набројуваш дела како апостол Павле што го прави тоа. Види и размисли колкав процент од своето време го посветуваш не на себе, туку на другите. Не мора сам да се убедуваш, не бе, ја ги сакам другите. Не е поентава за убедување, поентава е за анализа. Да видиш колкав процент од твоето време. И тоа е практично, попрактично не може тоа. Колкав процент од твоето време ти го посветуваш за другите, не за себе, за другите. Колку од своите мисли ги посветуваш не на себе, туку се посветени на Бог и со Бог, но и за другите. Колку процент од своите мисли. Колку од своите молитви сериозно се насочени кон други луѓе. Колку пати ги кажам, ке се молам за тебе, ама не се молиш. Сме го правили тоа, 100 пати. Колку пати ги кажам, имаме молитвена потреба тука, се молиме за тие луѓе. Црквата, да, има генерално согласно така, се молиме, ама не се молиме. Тоа е еден обичен показател дека ние не сапиме никој друг освен себе си во животот. Луѓе проповедам први на мене, секогаш. Секогаш први на мене проповедам. Да не станувам еден од оние, тоа е многу важно прашање. Да не станувам јас еден од оние од кои апостол Павле сака да ја заштити црквата и да го заштити младиот Тимотеј. Да не станам јас еден од оние за кои апостол Павле каже бегај од овој. Не остои да аргументира или пробај да го убедиш, нешто евангелизира, не. Бегај од овој. Овој не е ни за евангелизација. Бегај од овој. Затоа што ја знае вистината, знае апсолутно се, но ја празни од Божјата сила. Мисијата на црквата може да постои само во црква која отворува Божјата пожртвована љубов. Црква која се сака себе си премногу не може да биде во мисија. Црква која се сака многу себе си не може да биде во мисија. Црква која е најзагрижена за своето здраве не може да биде во мисија. Црква која својата добробит го става на прво место не може да биде во мисија. Мисијата сама по себе значи да се излезе од комфортната зона, да се упатиш во правец во кој на прво место не е твоето лично задоволство и добробит. Тоа значи мисија. Мисијата сама по себе значи жртва на твоите ресурси, мисли, молитви и жртва кој произлегува од твојата љубов. И сега да се прашаме, каква црква сме ние? Каква слика оставаме позади нас? Каква слика оставаш ти позади себе? Ништо толку не е наштетило на црквата и со тоа го поругала Божјото име како лошиот пример од црквата. Лошите примери од црквата стојат како најсилни аргументи за луѓето да ја отфрлат црквата. Себељубието стои на врвот на тие причинители и е појдовна точка за навидум христијанскиот живот испразнет од Божјата сила. Она што можам да го видам во животот на Јосиф се две прашања кои морам да се ги поставам. Господ ме предизвикува да го поставам прашањето, не да го поставам прашањето кој сум јас и кој јас сакам да бидам, туку прашањето кој е Бог и кој јас треба да бидам. Има една стара песна која пеевме ние, секи има глад во оваа пустина. Ти што сте малце подолго време во црква сте ја слушнале песната. Вели вака, има глад во оваа пустина за откровение, да слушнам зборови што ќе ме зајакнат. Кажи Господи што си спремил за мене, потврди ми и како јас се вклопувам во твојот план. Вели вака, кога ме викаш, согледувам
кој си ти и кој треба да сум јас. Кога ме викаш, гледам на вистина кој сум јас и зошто ме праќаш ти. Само ако нашиот поглед е вперен кон Бог, целосно, безрезервно, ако нашата љубов е без задршка кон Бог и ближниот и не е насочена кон себе, само тогаш јас и ти ќе го живееме Евангелието во сета своја сила и полнота. Никако на друг начин. Со се друго може да се фалиме, да се китиме, да имаме лажна побожност, која всушност станува ругло за Божјото име. Станува аргумент за тие кои не сакат да се приклучат на црквата. Ти стануваш потврда. Еве затоа не сакам да бидам дел од црквата. Евангелието со својата сила е отлелотворено тогаш кога нашата љубов е насочена кон Бог и кон ближниот. Кога нашиот поглед е насочен кон Бог и кон ближниот. Дури тогаш можеме да видиме кој е Бог и кој треба да бидеме ние. Само да поминеме малку време во молитва, во тишина, да едноставно дозволиме Светиот Дух да ни зборува. И после ќе пристапиме кон причеста. Ја би сакал нешто вака После. да се преиспитам. После. Ќе се молиме Господ да навистина ни зборува, на секој од нас посебно, да ги води нашите мисли на места каде што верувам дека навистина не води, да ни постави прашање во нашето срце, во тишината на нашето срце, таму каде што тој нас не вика. Како што е песна, кога ме повикуваш, можам да видам кој си ти и кој треба да сум јас. Имате малку време во тишина, слушате го Божиот збор и ќе преминеме кон причеста. Повикуваш понекогаш да поминеме низ пустината, да поминеме низ тешки предели, Господи Боже мой, во кое навистина рушиш многу работи во нас кои ние сме ги поставиле со очекување, Господи. Татко мој, те молам да ти откриеш тие некои утврди кои сами ги поставуваме, кои стануваат пречка за твојата сила, силата на Евангелието да се манифестира во нашиот живот, Господи. Да не преобрази, навистина да не преобрази. Татко мој небесен, зависиме од Тебе целосно. И Боже мој, нашиот успех, нашиот труд доаѓа до точка каде што, Господи Боже мој, разбираме дека не можеме ништо без Тебе. Христе, секој збор што го кажуваше вистина, и така е вистина и тој збор кој го кажуваш дека Ти си лозата, ние сме прачките и дека без Тебе не можеме апсолутно ништо. Господи, не чекаш на местото да бидеме окей за Ти да дојдеш во нашиот живот, туку не повикуваш кога сме во најтешкото, Господи, да дојдеме кај Тебе, бидејќи разбираме кој си Ти, кој треба да бидеме ние само во Твојата светлина, Твоето присуство кое е исполнето со милост и благодат. Господи, не повикуваш не само да бидеме, Боже мој, тој прв чекор да го направиме оправдани грешници и да останеме таму цел живот, туку не повикуваш да бидеме свети, како што Ти, Господи, си свет. Господи, нашата трка, нашиот растеж, нашата преобразба не е завршена се од денот додека не воскреснеме заедно со Тебе во новото царство. И Господи, те молам да не се откажеме толку лесно. Господи, те молам да не се задоволиме со некоја ефтина љубов, да не се задоволиме со некој имидж христијански, Господи.
туку Господи да растеме во Твоето подобие, затоа што ние сме создадени на Твоето подобие, Господи. И Боже мој, Твојата намера е да бидеме слични на Тебе, да го растеме Твојот совршен Син, кој е еден од нас посебно. Те молиме, Господи Боже мој, спаси ни од песимизмот, спаси ни од таа летаргија, спаси ни, Господи, од животот во самозадоволство, спаси ни, Господи Боже мој, од тие лажни ветувања. Господи, помогни ни да видиме силата на Евангелието, од љубовта која произлегува од Тебе и да возвратиме на таа љубов безрезервно кон Тебе и кон ближниот. Тоа е Твојот повик за нас. Господи, направи на црква у која луѓето ќе те видат Тебе, Господи, секој еден од нас посебно. Ева, Господи, кога луѓето кога ќе погледат на нас, те видат Тебе, Господи. Те молиме, Господи, прослави се преку нас. Твоето име нека се прослави, Боже, преку се што правиме и преку се што ние сме. Се оставаме во Твоите таткови раце, затоа што само кај Тебе е безбедно и сигурно.